А сега ајде да се префрлиме во студиото. Сузе го пречека нашиот гостин Игор Алуловски, гинеколошки онколошки хирург. Добро ви утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро, добар ден. Нели да? За некој Благодарам ден. за поканата. Да, апсолутно секогаш ми е драго да присустваме на И нас. Апсолутно, да. Со што Поздрав можеме- до гледачите, нели? Со што можеме да ве почестиме? Ево, Кафенце. Благодарам. Да, добро. Професорот веќе го испивме Така, кафето, така, да. благодарам за понудата. Сузе, да не ти се премногу кафенциња со гостиве од Сабајлич. Па јас ги густирам по 2 голтки со сите гости. Со сите гости. Прво со тебе 2, па со сите останати. Паметна си ви ти. Така, да. Она што ќе следи кажавме, да, сега малку да бидеме поозбилни, посериозни, затоа што зборуваме и за таква тема. Колку животи се спасени во последните години, јас со нетрпение чекам да го слушнам ова, благодарение на ХПВ вакцината. Повелете. Ти благодарам многу, професоре, да ја најави нашата колешка темата и во интерес на женското здравје повторно ви благодарам што сте и денеска со нас како и минатиот пат кога се сретнавме. Добри вести имаме од најновата студија која вие ја споделивте пред некој ден. Да, добро, таа точно. Ова е за одбележување, токму затоа беше споделено генерално на светско ниво во таа научна јавност што се занимава со оваа проблематика и генерално земено, одекна така доби многу назначење и да беше споделувана доста, споделувана и од други научни списанија генерално земено, затоа што е значајно да аспект на тоа што за прв пат после години од како ХПВ вакцината е воведена како таква, во превентивни мерки, примарна превенција, од 2006 година која е почната во Соединетите американски држави, па е вклучително и во Македонија од 2009 година е во календарот за вакцинација. Прв пат е направена ваква голема, сериозна статистичка анализа која што потврдува за ефектот, директниот ефект на ХПВ вакцинацијата во намалување на смртноста како последица од цервикален карцином конкретно. И тоа во возрастна група на млади пациентки од 20 до 29 годишна возраст. Ова студија е направена во Англија, објавена е во престижното списание Lancet, буквално е нема месец дена како е објавена и токму таму многу фантастична анализа направена на сериозна бројка на пациенти. Они практично прават анализа на периодот и пред вакцинацијата за да се направи компарација со тоа што значи конкретно од моментот на воведување на вакцинацијата и во возрастни групи категории, од 2000 до 24-25 годишен период го анализираат, тоа е сериозна анализа направена статистичка, за да може да се извлечат овие заклучоци. Затоа што знаете како низ годините од како е воведена ХПВ вакцинацијата, бројни се студиите кои што јасно и недвосмислено го покажуваат значењето и ефектот на ХПВ вакцинацијата во намалувањето на инциденцата на ХПВ инфекција генерално и намалување на инциденцата на преканцерозни лезии, оние што пред CIN3+, што сакаме да ја кажеме, и другите типови на болести состојби кои што се врзани асоцирани со ХПВ. И секако намалување на инциденцата на цервикалниот карцином. Но за морталитетот, за смртноста нема многу студии, односно нешто мали во Америка имаат нешто објавено, меѓутоа не од ваков степен студија. И затоа е она практично значено, они излегуваат со податоци за прв пат во Англија дека за возрастна група ги имаат поделено таму сега во 3 возрастни групи, од 20 до 24 годишна возраст, од 25 до 29 и од 30 до 34. Таа им е популацијата која што они ја анализираат, сакам да кажам. И тука излегуваат за прв пат со податоци дека за периодот 2020-2024 година, за тој 4 годишен интервал, 0 умрени пациентки како последица на цервикален карцином благодарение на ХПВ вакцина. Сакам да кажам, ова е една сериозна анализа. Одлична информација. Да, и тоа за возрастната група што е многу интересно од 20 до 29 годишна возраст, односно пред се 20-24, тоа се млади пациенти. Они излегуваат со податоци дека претходните години, периодот пред да се воведе вакцината воопшто, имали по 24-25 умрени пациентки во таа возрастна група. Тоа се многу млади жени. Во втората, третата деценија од животот. Сакам да кажам сериозно. Сега прв пат он има 0 во однос на оние претпоставки. И оваа студија нуди уште нешто дека
Они прават една малку по-длабока анализа од аспект колку животи се спасени како резултат на ХПВ вакцинацијата, односно дека они проценката е околу 200 жени се живи благодарение на ХПВ вакцинација. Професоре, Така малку бев да се свати големината на студијата, значењето. Кај нас се уште имаме впечаток дека некако тешко ни оди со подигање на свесност и се уште мајките на девојчињата во тој период од 13-14 година некако како да се скептични во врска со оваа вакцина и одлучуваат да не ги вакцинираат своите женски деца, а од лани се вакцинираат веќе и момчиња. Значи оваа вакцина е и за момчиња. Да. За жал, таа констатација се уште постои таа некоја скепса, како да кажам, некоја недоверба. Така да вакцините воопшто. Генерално вакцините се некако посебно се издвојува ХПВ вакцината, конкретни покрај тоа што е више од 2009 година, колку се 16-17 години ја имаме во државата, достапна е државата, системот, речем ајде. Дал пари бесплатна е за возрастната група сега веќе до 18 години. Со новите измени што се направија во правилниците, значи вакцината е достапна бесплатно, односно влегуваат во тој календар за вакцинација од 12-13 годишна возраст кога се почнува според календарот за вакцинација до 18 години. Возрастната група, односно возрастните граници до кога може некој да се вакцинира се тргнати. Едно време беше до 24 години, американците 45, сега веќе нема граница за возраст, може да се вакцинираат сите што сметаат дека некаков бенефит може да имаат. Нормално, тука секако тоа се вади во дискусија со докторите, со не знам, од матичниот гинеколог преку она што се вика семениот доктор до педиатрите, пошто сепак е таа возрастна група спаѓаат, да се прави разговор, да се дискутира, да се разговара околу значењето и ефектот на ХПВ вакцината. Вакцините генерално зборам. А па ова посебно ја издвојувам затоа што во однос на другите вакцини, што се во календарот за вакцинација, за жал, ХПВ вакцината е со најнизок процент на офатност. Со години назад. И тоа во главниот град во Скопје најмалку имаме. Тоа е жалната работа, за жал. Особено општините Центар и Карпош, од ова што дознав од професорот, имаат најмалку вакцинирани деца со вакцината за ХПВ. Сега, тоа да го дискутиравме, тоа самото по себе чудно звучи, каде што ја очекувате да во таа средина имате. Свеста е поголема. Се согласувам, значи без да ги категоризирам граѓаните, меѓутоа генерално земено се очекува да во урбаните средини, каде што е достапноста подобра, едукација, информираност, не знам и така натака, ви очекувате да тука практично свесноста биде многу по-голема, поприфатлива. Меѓутоа за жал не е така. Податоците, бројките тоа го кажуваат за жал. Така да она што го и преска го спомнавме, го дискутираме, дека сметам дека не станува збор за некакво антивакцерство. Пошто тоа е сериозни такви некои движења. Кои ги има и такви Да, меѓутоа кај нас некако мислам дека не е во прашање тоа, него дека повеќе неинформираност прашање, односно некако или недоверба. Не знам, во системот ли таа скептичност во однос на вакцината повеќе некако во така би ја категоризирал. И сметам дека токму заради тоа е потребно да имате вакви дискусии, вакви емисии каде што дали луѓето ние што сме во фелата кои што се занимаваме со таа проблематика да цело време практично се алудира до популацијата, да се објаснува дека тоа е позитивно, дека треба да се вакцинираат. Ефектите што ги има вакцината. Должни сме да превенираме, да ги заштитиме нашите деца. Токму заради тоа е ставено во календарот за вакцинација. Пошто бројките, податоците, анализите, значи како да кажам, од како е воведена веќе години се и години поминати, сериозни на студиеве, ако ништо друго, ако немаат доверба во нас, така да се изразам, тогаш валјда имаат повеќе да речеме доверба во она што го прави во Америка, не знам. Сосема накратко, професоре, колку е симната долната граница на пациентки со цервикален карцином? 20 годишна возраст, имате за жал и дури помлади пациентки и од 18 годишна возраст, тоа се инцидентни, да речеме, да се разбереме. Но не дека нема. А сликата би можела да биде сосема поинаква, доколку навреме истите би ги вакцинирале. Тоа е поентата, идејата на вакцините, тоа е примарната превенција. Сега, кога зборуваме цервикален карцином, има и секундарна превенција, тоа е скринингот, и скрининг програмите е посебна тема за дискусија. Околу тоа како се спроведува и како и зошто не се спроведува како што треба и каде се проблемите и како треба да се смени. Како можеме да ги подобриме? Тоа ни фали сериозна програма за скрининг, така не? Програма за скрининг постои со години. Меѓутоа сега тука доаѓаме до дилемата.
пари требаат. Ништо повеќе. Значи треба да се внесат соодветно финансии, пари да се вложат во скрининг програмите. И ова што се збори, што е веќе влезено тренд, начинот на промена на скринингот, кој што е ПАП базиран кај нас се уште, на ХПВ базиран. Имаше пред некоја недела, мислам дека и директорот на фондот изрази кажа каде се тие проблеми. Мислам дека повторно доаѓаме некако до финансиите. Меѓутоа, нели јас секогаш што го кажувам, државата мора да најде начини, средства, посебно за превентивните програми, пошто буквално секој денар вложен во превенција штеди сериозни илјадници, стотици, да не речам, сакате денари, милиони, да сакате евра, за лечење на конкретно на еден пациент со карцином. Так. Едно женско прашање. Кој е временскиот период најдолго во кој што жените треба да прават помеѓу еден преглед и друг преглед? Бидејќи многу од жените забораваат кога последен пат сме биле на гинеколог. Значи, од аспект на, конкретно за, кој зборуваме од аспект на цервикалниот карцином и тие преканцерозни лезии, скринингот предвидува, ако е ПАП базиран, така е се уште кај нас, е на 3 годишни интервали. Значи, ако е негативен ПАП тестот, односно конкретно liquid-based, тоа е препораката, не класичен ПАП тест, него значи liquid-based цитологијата, да практично биде на 3 годишни интервали ако се добие негативен навод. Ако се воведе ХПВ, е 5 годишен интервал. Значи имате тука и намалување на интервалите. Сега, тоа е она што го предвидува по скрининг препораките на Светска здравствена организација и на сите е дека ова треба да биде начинот на кој што треба да се споредуваат тие скрининзи. Ако зборуваме за цервикален карцином. Сега кога ќе прошириме аспектот од сликата од аспект на и на други некакви состојби заболувања поврзани конкретно со карциномите, не знам, ендометриалниот карцином кој што е веќе доминантниот карцином во женската популација, посебно во западноевропските земји, пошто цервикалниот карцином е ставен ад акта. Тоа е тоа. Имате вакцина, вакцинирайте се. И спасете. Тоа е. Спасете се. Превенирайте се. Толку. Е да сака време тоа да се постигне, секако, меѓутоа тоа е тоа. Овдека е друга приказката, таму де факто скрининг конкретно е за ендометриален карцином, да го споменам, нема. Нема скрининг некој кој би било предложениот интервал на прегледи. И затоа се се мисли на симптоматологијата. Сега ендометриалниот карцином е доминантен кај повозрасната група на пациентки, обично тие што се веќе во менопаузалниот период. И затоа се препорачува да, ако ништо друго, барем еднаш во годината се направи некој ултразвучен преглед. Или ако приматат симптоматологија некако што е несоодветна за возраста, крварења, непријатности, болки, што и да се јават. Значи да не чекаат, да не се лечат на телефон, на интернет. Апсолутно. Тоа апсолутно. Да. Што значи дека да едноставно да си го слушаат телото. Так. Сакам да кажам, таму каде што вие не постојат, како сакам да кажам, превентивни програми. Меѓутоа генерално земе, тоа важи општо и не само за гинеколошките заболувања, него и генерално, не се оди на доктор само кога си болен. Тоа сакам да кажам. Да, многу убаво кажано. Веќе би се навратиле повторно да го заокружиме разговорот на ХПВ вакцината, не е наменета само за женските деца, туку ги охрабруваме и мајките кои имаат синови. Да, пошто се влезени, како што кажав, тоа е една од промените што е направена, дека веќе и момчињата на таа иста возрастна група. Затоа што се преносителите. Па едно што се да се намали како да бидат трансмитери. Да. Тоа поинтересно е тоа со трансмисијата, колку имаме време, пошто излегува дека студии дека да, така се мислеше трансмисија, меѓутоа процентот и стапката на инфицирање на машки во однос на жена која што е инфицирана и бројот на сексуални односи не е баш така. Него е обратно малку приказката, ама тоа е друга тема за дискусија. Идниот пат ќе говориме за тоа. Да, генерално идејата е од една страна да се намали трансмисија, меѓутоа од друга страна се заштитат и момчињата, пошто и кај нив и кај машките може да се јават одредени ХПВ асоцирани инфекции. Не е само цервикалниот карцином, веќе излегува надвор од приказката. Значи ХПВ асоцирани карциноми имате 6-7. Карцином на пенис е кај машките, карцином на анус и кај машки и кај женски, орофарингеалниот карцином кој што почнува да расте како инциденца, посебно во американски држави. Така не е само една работа. Но затоа пак постои спас за ова што го зборуваме сега. ХПВ вакцината е спас за сите овие работи што ги направи. Да, што ги направивме. Ви благодарам многу. Имам уште многу теми за кои би разговарале во некое следно гостување. Ви благодарам. Благодарам и на вас за поканата. Задоволство беше да се разговара.
и да ги опоменеме и да ги подсетиме нашите гледачи дека здравјето треба да ни биде пред се. Со некоја следна тема се гледаме повторно во нашето студио. Ви благодарам. Благодарам, И јас благодарам многу на вас. поучен и конструктивен разговор и многу убави совети секогаш од ваша страна. Да се видиме и повторно затоа што имаме Секако. неисцрпни теми.